Добро вечер и добре дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Темата на вечерашната дебата е македонската музика некогаш и денес. По тој повод, наши гости во студиото на телевизија Нова се од мојата десна страна, македонската музичка легенда би рекла, господја Виолета Томовска, од мојата лева страна, господја Сонја Неделковска-Алексовска, која е долгогодишен музички новинар и од која ќе имате можност токму низ незината призма да слушнете за пресекот на македонската музика некогаш и денес. Исто така од мојата десна страна еден од членовите на групата Меморија. Станува збор за Петар Георгиевски или да кажеме Перо Камиказа по цел свет да раста. Така е. Добро вечер и официјално и добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро ве најдовме. Господја Виолета, јас би започнала со тоа што значеше да се биде естрадна звезда некогаш. Дали требаше да се исполнуваат некакви критериуми? Кој ги поставуваше тие критериуми? Требаше ли воопшто професионалец, музичар да даде зелено светло дека да, вие можете да го правите тоа или не можете? Па, за ова може многу да се зборува. Нажалост, нашите доаени не се веќе со нас па да вие кажат правата слика, но јас бидејќи од дете ја пратам музиката, благодарение на мојот вујко Благој Петров Караѓуле, мојата тетка Блага Видец, кои беа во тие води, во тие години кога македонското радио Скопје се создаваше. Би можела навистина најмногу за музиката да зборувам. Они во тоа време во радио Скопје имаја повеќе редакции на сериозна музика, на изворна музика и така натаму. И нашите доаени тогашни, би сакала да ги споменам, Александар Сариевски, Никола Бадев, Васка Илиева, па Нада Макеларска, Мирвет Беловска и така натаму, што многу ги има, нели, до денес. Исто така, во исто време како што се развиваше народната музика на Радио Скопје, така се развиваше и забавната музика. Во тие моменти забавната музика беше обоена со фолклорни мотиви повеќе и во најкратки црти би кажала дека тие уредници кои во тоа време беа и подолги години на Радио Скопје, на двете страни и забавна и народна музика, многу посветуваа внимание на интерпретаторот кога доаѓаше, затоа што сите тие, како денес би ги нарекла, антологиски песни кои останаа во фондот на македонската песна, беа секоја за себе приказна. Не сакаа тоа да го нарушат и многу внимаваа со новите интерпретатори кои доаѓаа, било на народна и забавна музика, да чујат како ќе испеат од тие антологиски песни. И по тоа ги оценуваа младите интерпретатори што доаѓаа како нови во Радио Скопје. Многу тешко можеше да дојде пејач и да каже дека тоа е негова новосоздадена песна или од некој композитор и така натаму. Тогаш одеа само тие антологиски песни створени од народот, би рекла. Имаше покасно период кога сакаа на мала врата некои да внесат нова песна, како да е тоа песна од неговиот крај и така натаму. И сега нормално не може сите песни да ги знаат композиторите или уредниците. Веруваа многумина во тоа и некоја песна можеби ќе влезеше на мала врата. Сега многу беше важно тоа што во тоа време до 60 и некоја година во Радио Скопје имавме вработени повеќе оркестри на народни инструменти, на чалги, народен оркестар, на народна музика, значи, потоа имавме мал состав, свит, на забавна музика,
па имавме танцов оркестар кој го водеше Драган Ѓеконовски Шпато и така натаму. Значи, од народната и забавната музика тоа беа професионалци големи и навистина имаа желба во иднина на Радио Скопје да пеат или да свират интерпретатори кои ќе остават трага и во иднина како и претходните доајени наши. Тука во тие години се создаде многу музика, се создадоа многу емисии во Радио Скопје кои покасно открива и таленти како Микрофонот е ваш и така натаму. Јас сум исто така еден од интерпретаторите на Микрофонот е ваш во 1960 година и нормално мораш да се појавиш со песна со која што ја знаат сите, што ја познаваат и да оценат дали навистина во иднина ќе бидеш добар изведувач. Тоа е за увод, само сакам да кажам, па сега нека кажат другите нешто. Вие споменавте антологиска песна. Да. Дали воопшто, Пиро, вие бевте свесен кога ја напишавте и ја компониравте Оган под звездите дека правите антологиска песна? Има ли воопшто рецепт за такво нешто? Или времето го покажува свет? Рецептот не го знам, да ви го кажам. Обично кога правите песни ненаменски, него правите песни од себе. Значи не правите песни за да учествувате некаде. Од душа. Значи треба од срце да излезе за да биде прифатено со срце од публиката. Значи, секој има различен начин на пишување. Во тоа време кога направив песната, првото демо што го пуштив беше на мојот старо сват Димитар Масински, Господа го прости, иначе Виолета Томовска пее од него исто една песна за многу години македонци, која е антологиска песна. И му викам, ај чуј оваа песна, ја слушај, пушти уште еднаш. Ај пушти ја уште еднаш. Еј, знаеш што си направил? Викам, шо, страчка ли, како што знаеш да кажеш? Не, дечко, си направил хит. И ја, пошто албумот на Меморија го спремавме, 9 песни спремавме за, сметав дека сите што ги правам се хитови. И навистина Оган под звездите и Нена остана вековни песни. Значи не бев ни свесен дека тоа ќе има таков одраз како што има денеска. Сонја, се почитуваат ли стандардите во музиката? Јас ќе се обидам да ги открием состојките на рецептот по која создава господин Георгиевски песната. Правејќи една паралела музиката некогаш и денес, меѓутоа мојот дискурс е навистина поинаков. Некогаш во тоа време, кога се создаваше, јас не сум многу стара, ама не сум ни млада, па затоа би можела некоја паралела да направам. Некогаш кога се создаваше музиката, зборувам за светски рамки, секако бидејќи секогаш тоа влијание се чувствувало и особено во забавната музика. Паролата беа love, peace and rock and roll. Гитарскиот звук, љубовните стихови, тоа многу лесно навлегуваше во пората на секој слушател. Во тоа време музичарите правеа музика, прво создаваа дела, а потоа гледа и бара пазар каде ќе ја пласира. Значи, тие работеа со голем ентузијазам и она што најмногу ја красеше таа генерација, тоа време кога создавале Георгиевски и останатите на него, е што тие музиката на сцена ја става пред себе. Тие беа позади таа музика што им ја нудеа на слушателите. Денес, Love, Peace and Rock and Roll, ја би рекла дека тоа свето музичко тројство има уште еден елемент и највисоко на таа скала кон успехот се парите. Значи, денес, тој ентузијазам да се прави музика само и да се од љубов, без да има калкулации, ретко препознава. Денес можете да станете многумина пеат, има и талентирани, полуталентирани, неталентирани, меѓутоа, тоа што реков пари. Имаш пари, имаш кариера, имаш пари, имаш и хит. И кога станува збор за антологиското, јас често добивам текстови во кои пишува направив нов летен хит, направив есенски хит, зимска балада да ве згрее. Не, кога се прави песна, не можеш да знаеш дали таа ќе живее, дали ќе биде антологиска. Меѓутоа, не знам ни колку го познаваат новите генерации зборот антологиско или evergreen. Меѓутоа,
кога ја правиш, навистина, кога интензивно работиш, еве ја ќе ви кажам една песна што сега во овој момент ми паѓа на памет и што знам дека ќе биде антологиска, тоа е Среќна љубов, тажна песна на Роберт Бебелов, меѓутоа кога разговарав со него, тој во неа вложил 6 месеци. Тоа сакам да кажам, кога ќе се вложи, кога ќе се има идеја, кога нема да бидат само мотив парите, кога нема се штанцаат, сега веќе и времето ги менува нештата многу полесно со таа технологија и се, и ја немам ништо против, да не речат сега, ама од овие стари, ние младиве не можеме да дојдеме до израз, нели? Се некогаш било пубаво. Не, ова време има други предности. Меѓутоа, она што навистина на сите млади кои се занимаваат со музика, им го препорачувам, не тие да станат популарни, нивната музика да биде популарна, односно да ја сака народот. Јас ќе се надоврзам на Сонја. Во некој интервју овие денови ми викаат, еве, после толку години вашите песни живеат. Викам, јас за некоја година нема да знаат дека сум автор на песната, тие ќе станат народни песни. Значи, тоа е нешто што вие не можете да го знаете, ни јас, тоа едноставно народот го прима. Само кратко ќе бидам, ние 25 години не свиревме. Оваа година на Бубамара, многу се размислувавме, бидејќи оваа година ќе се оформи на 18 ноември ќе правиме концерт. И дојде таа покана и сите викаат, ама ние сме овој, видете ви кажам. Не знаевме ни ние кога правевме ова целото пред толку години што сме. Ајде да пробаме да видиме, баш ме интересирам, викам дали сме оставиле некаков белек печат. И сега треба да не најават разноразни водители, не, никој нема да не најави, него едноставно спикерката од твоето радио ќе изрецитира песната, а ние ќе излеземе без најава. Излеговме без најава, отсвиревме така како што освиревме. Во салата претежно има директори, наши колеги. Тоа е една би рекол публика која од една страна нема појма со музика, а од друга страна вие што имаат многу појма. Значи апсолутно многу строго жири. Целото жири на крај пееше од еден до последен во салата, стана громогласно со аплауси, ја поздравија. Имаше овации. Да, овации крајот на песната, не можевме да се одиме едноставно од бина. Тоа ни даде подстрек за тоа на 18 ноември што ќе го правиме. Јас бев на нивниот концерт во Гостивар пред 25 години, а бев и на Бубамара. Така да истото чувство што го имав пред 25 години, кога има концерт во мојот роден град. Да, меѓутоа, навистина, мене ми беше драго што и помлади генерации во публиката веќе стана на нозе и игра. Сонја пред малку ги спомена и предностите на новото време. Во какви услови се создаваше музика некогаш, а во какви услови се создава денес? Има ли во тој поглед предности ова ново време, во поглед на технолошкиот развој, така нешто? Па јас мислам има голема разлика, затоа што тогаш професионалците, било музичари и композитори, мора да бидат сигурни во помладиот интерпретатор што почнува, дали има талент, дали може да ја оствари таа снимка прво во студио. Тогаш беше необично. Јас, например, за прв пат на микрофонот ваш кога се појавив, јас мислев ке пеам народна песна, затоа што бев и член на културно-уметничкото друштво Орце Николов и се спремав за народна песна, изворна и така. Одам таму, Ѓоко Ѓоргиев ги водеше, покојни Ѓоко Ѓоргиев тие емисии, и јас викам, ке пеам народна песна. Молим те, вика, ние имаме толку со народни песни што треба да пеат. Ајде, молим те, забавна. Ама сега, викам, ми смета тоа и добро, што забавна? Вика, од Нина Спирова го љубам до најмалите звезди, на Димитар Масовски. Песната. Нина Спирова во тоа време наш доаен, мислам, јас како од Нина ке пеам сега песна. И Ѓоко Ѓоргиев ми вика, нема проблем, се знаеш со Димитар Масовски, со сите овие колеги, свит ансамблот, учествуваше мал состав. И вика, ке научиш за 2 дена настапот и ке научиш мелодијата, и така одеше прекрасна песна од Нина Спирова. Го љубам како цветот роса в пролет, до сине мали сини звезди до бескрај. Го
Чувам и в сните, полни с див. Тоа беше како порано, мисла. Значи, Нина Спирова и јас вечерта добив стварно прва награда. Оти пеја другите мексикански и така натаму и работата беше нешто македонско да се истакне. И така започна. Првата моја снимка веќе беше во Радио Скопје на ова песна, мелодија забавна го љубам до најмалите звезди истата година 1960. И тоа за мене беше едно необично чувство за прв пат пред микрофонот во студио. Потоа од забавната редакција на Радио Скопје Александар Джамбазов доби нарачка. Тогаш така правеа, ако има интерес за некои интерпретатори, се нарачуваше песна од одреден композитор и јас како битолчанка ми ја напиша Пелистерски очи на текстот Ѓоко Ѓоргиев и ја снимав и таа песна и така почнав да снимам. Сега снимавме доста забавни мелодии, тука беа пред мене Диме Поповски, мислам, многу други мои драги колеги. Ми е жал што многу рано и он ја остави музиката, беше врвен интерпретатор. И мислам, навистина во тие неколку години после 60-тите почна Сан Ремо доста популарен да биде кај нас фестивалот. Освен што многу се работеше во нашата продукција на македонски забавни мелодии, кога ќе се појавеше фестивалот во февруари негде Сан Ремо и тоа шпато преку ноќ запишуваше за кој интерпретатор 100 мелодија треба да сними. И тоа имаше, мислам, огромна работа во тоа време посветено на тие песни на македонски испеани, се разбира. Тоа беше повеќе години. Но морам да кажам дека нашите композитори беа многу почитувани надвор од Македонија. Зборувам за забавната музика. Многу почитувани и учествуваа на сите фестивали што се случуваа во Југославија, како Опатија, Словенија, Загреб, Белградска пролет и така натаму. И имавме можност ние како интерпретатори да настапуваме и на тие, мислам, фестивали. Но во исто време почна да се создава по земјотресот повеќе. 1963 година новосоздадената песна навлезе повеќе, мислам, да, али композиторите многу внимаваја да е многу блиска до антологиската така наша песна и секоја песна навистина да има своја приказна. И душа. Да, затоа што Радио Скопје со години, додека не се случи фестивалот во Ландово, 1985 година, првиот фестивал, не го пренесуваа на телевизија, на Радио Скопје не одеа новосоздадените песни. По цела република на локалните радиостаници се емитуваа, во бившите простори се емитуваа, кај нас не. Кога дојде 1986-та втор фестивал во Ландово, тогаш веќе почна да одат и овие подобри новосоздадени песни, избор се правеше. Мислам, тоа е во најкратки црти што можам да зборувам и тука се појавија многу интерпретатори. Кирил Манчевски, исто еден од врвните доајени наши, да го кажам. Извини, тука мислам добро, значи кога дојдовме до 85-6 година, веќе од тоа време веќе јас бев во Македонска радио телевизија како уредник на забавна редакција и ми беше особена чест, бидејќи бев еден од тројцата до тогаш, значи едниот бил Чешларов, другиот бил Димитар Масевски и третиот бев јас. И тоа е исто као да ви дадат орден за заслуги од 10 степен. Мислам, се чувствував као нешто посебно во тоа време. Возвишено и дадов толку од себе во тие 5 години, да скоро цела македонска естрада која денеска ја гледате, останува Ареа во тоа време, Архангел, Санаториум, Јаков Дренковски, Џокси, сите издадоа изданија. Преку 165 изданија потпишав. Тогаш, значи, моите 5 минути кои ги имав во Македонската радио телевизија ги поделив со сите. Но, многу битна работа е дека албумот на меморија носи број 001.
Прв. Значи, тој е прв. Сега вака звучи многу гордо, но не е за гордост да во 89-та година една држава по прв пат направи собствен албум и да има македонска собствена рок-н-рол музика. Малце бев горд, но не толку. И си обеќав себе си дека ќе направам се тоа да се зголеми во неверојатен број. Се зголеми ние до 95-6 година имавме изворедна македонска рок-н-рол музика и сцена. Сите тие што доаѓа, значи за разлика од времето кога Летка работеше, во мое време јас правев квантитет, значи пуштив скоро све да влезе во македонска радио телевизија. Преку Рокфестот донесовме еден куп групи да свират. Направивме една селекција која беше во различити жанрови на музиката која ја немаше во Македонија. Значи Падот на Византија свиреа од Струга едно, Архангел свиреше друго, Санаториум свиреа треш метал. Ние свиравме некаков рок-н-рол, Јаков Дренковски поп. Значи направивме да има манџа за сите. После тоа што се случи? Скопскиот фестивал. Да, иначе сум бил 10 години директор на Скопскиот фестивал, го возобнови фестивалот што некој го укина. И тоа е затоа што јас немав интерес, бидејќи не бев автор. Во последните години почнаа авторите да стануваат директори на фестивалите, па се тепа кој колку песни ќе земе да напише. Јас немав никаков интерес од тоа. И 10 години бев директор на Скопски фестивал и од тамо потекна еден куп пејачки и пејачи денешни. Многу битно и последните 2 години од Евровизија и сега мислам дека потекнуваат точно од Скопскиот фестивал. Па тука Драган Мене ми Јалковски... доаѓа да кажам сега за денес една паралела во контекст на тоа што го зборуваше господја Томовска за тие фолк пејачки низ каква ригорозна процедура поминувале за да станат и да бидат и филтри како се случувало. Пробни снимки и така. Денес сме сведоци, не сите, честно исклучоците, на фолк пејачки кои се доста атрактивни, своето тело го покажуваат како да е општонародно добро, а налогно на тоа добивате написи во медиуми како сексуална алузија, некоја асоциација. Така да тоа е еден триаголник што за среќа нашата уредувачка политика во Дневник не е таква, па ние многу ретко го ставаме, односно не пишуваме такви работи. Не би сакала да ги искритикувам колегите или медиумите, тоа е систем на работа што секој го одбира, меѓутоа ние сами како медиуми понекогаш треба да правиме селекција. Од една страна, кога некој продуцент ви сервира една пејачка, вие не знаете како пее во студио, јас не знам дали сега веќе постаат продуценти или композитори кои ќе речат не, ти не знаеш да пееш. Не, денес може секој да сними песна. И кога некој го форсира тој пејач, на нас медиумите, значи ние сме последниот филтер, ни преостанува да пишува за личностите кои ги сака публиката. Значи ние сме последните што би можеле некому да кажеме не, ти не знаеш да пееш или ти знаеш. На крај на криштата имате една Кети Пери, па таа на MTV награди пее фалша, е најголема звезда. Значи тука ние не можеме ништо да направиме. Па, јас извинувам да се надоврзам на ова сега. Ова е точно што го чувме, но на жалост јас сега на што го кажав за Радио Скопје, па Македонската радио телевизија, каде што не само мои, на сите мои драги колеги, огромен материјал се има од телевизиски емисии и на народната, и на забавната музика и така натаму, а од тоа ништо не гледаме, мислам сега, бидејќи нема ни еден оркестар моментално во Македонското радио. На жалост, значи, ако треба нешто да снимаме, одиме во приватни студија, треба да се снима, али за помладиве пеачи не можам ништо да зборувам, него еве ние што сме повозрасни, мислам, секогаш имаме соработка со добри композитори, знаат што сакаме, што можеме да дадеме во песната, текстописци, аранжери и така натаму, со кои што соработуваме. Знам дека во било кое студио да ме однесе он, композитор, знам дека ќе биде добра снимката, све добро ќе се заврши, но сега, например, порано не сме можеле ние да одиме во емисија,
да земеме CD и да го дадеме и само вика пушти оваа песна, нова ми е и готово. Без разлика дали е квалитетна или не е. Не мора да се носи, по трансфер се праќа. Да, па сакам да кажам ете тоа. Прашањето ми беше во поглед на квалитетот на музичкиот производ. Дали со придобивките од современата технологија добива на квалитет? Ја сега точно сакав точно ова што го кажа да кажам Летка. Малку, ние сме малце постаромодни. Јас се трудам да ги следам технологиите и ние по некоја сета копнееме по нешто што било некогаш. Јас лично во последно време од кога трчам сватив една работа. Не постои некое време, постои ова време сега. И постојат овие момци сега и овие пеечки сега и овие ликови сега. И тие се благото на Македонија. Ние сме некое минато благо кое вака можеме да евоцираме спомени, да кажуваме било што. Сметам дека сосема добро си ја вршат работата Тони Зен, сосема добро си ја врши работата Славкар, сосема добро си ја вршат работата Елена Ристевска и да не набројувам една Верица Пандиловска, значи плејада на млади музичари, само на нив им е оставено една подобра шанса од нашето време, значи сега некои работи стигаат многу побрзо до конзуметите технички. Значи, YouTube-от заврши изворедно голема работа. Тука веќе нема намештајка кој е подобар и кој е полош. Таму постои место кај што викаат лайк, кај што викаат дизлайк, кај што викаат пишуваат коментари. Сега излишно е да правиме дебати како соком, дека оваа музика треба да биде ваква и ваква. Ова нема да оди, ова како што било. Едноставно, сега времето е сосема ново и ова време мислам дека има и добри и лоши страни, но повеќе добри и лоши. Во контекст јас кажав за народната музика, односно за фолкот, за влијанието на тој турбофолк, значи јас немам ништо против фолк и ги сакам сите тие песни. Меѓутоа, што ги создаваат и нашите, али внимавам која точно ги исполнува критериумите, а која не. Значи ги сакам оние што исполнуваат некои одредени критериуми. Што се однесува до поп сцената, она што го рече господин Георгиевски, да, новото време донесе и нови можности во технологијата и се, донесе некои нови звезди на светската сцена, како Адел и Бионсе, и би сакала ти да им се репер на нашите пејачки и пејачи. Одлично рече, донесе и мейнстрим, рапот стана мейнстрим музика, Слаткар се покажа многу добар, Тони Зен. Имаме текстовите имаат приказна. Да, особено на приказна. И спотовите се тоа што е, без разлика дали е речитатив или е пеење. Да. Значи не се снимаат веќе спотови покрај како на времето покрај едно дрво, ливада или нешто, сега веќе сето тоа е статично било и во студио и надвор. Значи сите тие пејачи напредуваат добро, ги следат трендовите. Она што јас некогаш им забележувам е тоа, често пати им велам, немојте да пеете песни што вие сами си ги сакате и ги пеете за по дома. Треба да создавате песни со кои ќе покренете маса. Значи, секоја песна, тајната на секоја песна е во добрата мелодиска линија. Ако една песна може да ја пее цела сала, тоа е добра песна. Она е R&B, ме перо многу подобро. Тоа може би само во дискотека може да се слуша, но не може некои концерти. Обично нашите, ова ми е песна од душа, да, убаво е да го пееш тоа што го сакаш. Меѓутоа, тоа што го сакаш, треба да го засакате, ти пееш за публиката, не пееш за себе. Сега и ова околу народните, само ја се надоврзам, јас како бранител си паѓам дека. За да можеме да ја сопреме на езлата од српските пејачи, тоа што цело време зборуваме дека не имаат навјасано, ние ќе треба да бидеме малце покоректни и кон овие малку што ги имаме, што добро изгледат и што знаат да пеат. Јас знам такви најмалку 3-4 македонски пејачки. Но бидејќи за народната музика, која самата по себе си бидејќи е претворена во кафански жанр само, нема толку простор било каде во телевизиите. Мислам, и забавната музика веќе нема простор. Сем политиката нема простор скоро за ништо. Но мислам дека во неке требаме како капка на дланка да ги чуваме точно и тие некакви во наводници новокомпоновани пејачки, бидејќи тие ќе бидат брана од Цеца, тие ќе бидат брана од што ја знам Драгана Мирковиќ.
тоа што ние бевме во тоа време, знаете како беше еве, еден податок само. Сега станав малце емотивно ми текна некои работи, а се вистините. Меморија 89-та година и 90-та излезе албумот на Бело дугме, излезе албумот на Меморија, излезе албумот на Риблја чорба. Во југотон стои податок дека ние имаме продадени 11.000 примероци, Бело дугме 4.000, а Риблја чорба 720. Само една мала промена, кога ќе имате позади себе јато, значи тоа што ви го говорев в тоа време кога ние сакавме да направиме повеќе бендови. Значи кога ќе се зголеми квантитетот во секое поле на музиката, без да занемариме било што е историско. Виолета Томовска е историска личност за Македонија. Поисториска од многу други историски личности. Оставила белег секаде во светот за нас македонците. Но ние треба да на секое поле направиме да имаме собствена гордост. Ако споменам Елена Велевска, ќе речат, не ја познавам госпожата. Не, говорите, коректно е, она што го пее добро. Значи, добро изгледа, знае да пее, прави добри спотови, работи како што треба, значи имаме повеќе такви. Сега кога ќе дојдат некои нови млади такви пеачки, треба да дадеме импулс, значи тие да се чувствуваат вредни и така ќе направиме да имаме капитали во тој дел. Што јас лично не го познавам тој. А за да ги почитуваме, треба и да почитуваме. Јас морам да во контекст на тоа што го зборуваше господин Георгиевски, рековте да ги чуваме нашите, еминентни пејачи кои многу оставиле. Сакам да потенцирам дека ние пишувавме во дневник дека госпоѓа Томовска треба да обележи 45 години од кариерата, но за жал не се најдоа 55, сега 55, а претходно, значи, уште пред 10 години тоа го пишувавме, нели? Значи, не покажа никој добра волја на еден начин да ги покрие само тие основни трошкови за да одржи... За тоа говорам, баш за тоа. Јас би сакала да кажам сега нешто што не го зачнавме, што се вика. Например, во бившите ју простори имавме многу отворена врата, затоа што ден денес се почитуваат многу нашата изворна песна, па и многу создадените песни кои се во тоа руво создадени, мислам. Оставивме и со ново создадените песни многу голема трага. Например, 64-та година по земјотресот, всушност 63-та, се појавивме како дует со Кирил Манчевски и одма ни се отвори вратата на ПГП, мислам, РТБ продукцијата и станавме преку ноќ ексклузивци, што немаше продукција кај нас и ние тоа не можевме да го направиме. Одма после нас уште многу дуети наши македонски, значи се вклучија во продукцијата РТБ. Тоа беше огромен тираж да се продава, нели така? Оставивме многу испеани хитови со Кирил Манчевски. Потоа има желба јас да бидам како ексклузивец, како солист. Па потоа патував низ цела Европа, мислам, со врвните доаени од бившите ју простори, со кои ден денес вака комуницираме. Али можам да кажам, се тоа се случуваше до 90-та година. До 90-та година во Македонија имаше многу настави, ако се сеќаваш, другарски вечери. Празници, сегде кај што се пееше, се работеше и сите наши, мислам, интерпретатори, музичари и народна и забавна музика учествуваа насекаде. И во Македонија, и надвор од Македонија. Но после тоа кај нас нешто замре. Единствено имаше по некој концерт, ама тоа не е тоа. Ние сме имале во Македонија во исти град по 3 концерти. 10 часот наутро, во 17 часот и во 20 часот. Мислам, тоа е за прикажување, мислам. Да. Ќе го продолжиме разговорот. Веќе ми сигнализираат од режија дека треба да имаме прв рекламен блок, а веднаш токму по тоа прашање, концертите. Извини, само ше една работа за крајот пред рекламите. Виж, ние воопшто не се караме. Ние зборуваме за убава, за музика. Многу внимавам на гостите. Па ние се грижиме уствари за
Продолжуваме со нашата тема на разговор, македонската музика, некогаш и денес. Сонја, какво е влијанието на медиумите кога е во прашање состојбата со македонската музичка сцена? Па нема да претерам ако речам катастрофално. Што се однесува до пишаните медиуми, мислам дека коректно и се извршуваат својата работа. Меѓутоа, она што навистина недостасува, знаеме дека многу повеќе луѓето гледаат телевизија отколку што читаат весници. Она што недостасува е емитување на македонската музика на телевизиите. Јас често пати во моите написи сум кажала дека македонската музика медиумите ја третираат како диазепам, ако не те фати сон, слушај музика, бидејќи после 1 час од на полноќ ја пуштаат, или како утринско кафе, затоа што рано наутро исто така можете. Во оние прайм тајм термини јас не сум видела да се промовира некој спот на нашите пејачи, некои новини поврзани со музиката. Значи, нема веќе никакви емисии колку што можам од само они утрински програми, па кој видел, кој не видел. Нема топлисти, нема, се ќе кажем, јас порано имавте специјални, имаше за фолк емисиите топлисти крајот на 90-тите. Има Иван Мирчевски, Антонио Димитриевски, тој тим правеа со дебати емисии за македонската музика, исто така топлисти, значи имаше многу емисии. Сега, за жал, тоа го нема. 12 величенствени. Имаше манифестации. Значи, во тој поглед, нашите пејачи се навистина нашата поп и фолк сцена е хендикепирана. Исто така, и радијата. Јас понекогаш велам дека толку многу го слушам Петар Грашо, јас немам ништо против тој човек, навистина пејач го почитувам. Меѓутоа, тој ќе биде и самиот изненаден, длабоко изненаден, кој ќе свати дека толку многу е слушан кај нас во Македонија, а 7 години, да речеме, не издал албум. Многу се борев на таа тема со медиумите и се бев критикувана, меѓутоа се дојде до некој процент на емитување на македонска музика и многу ми е жал што тој процент задолжителен на емитување на македонска музика им пречи на некој, бил голем. Значи, џабе ти да снимаш, џабе и да снимаш и спотови песни. Може би ти е песната прекрасна, сега да не дојдам јас во колизија од она претходното што го зборев, меѓутоа за да видиме која песна е антологиска, evergreen, која ќе остане, таа треба да се емитува. Ја ќе ви кажам милион песни и од претходните издања на Скопски, кога Георгиевски бил генерален уметнички директор, и од Макфес, и од Валандови се прекрасни песни. Меѓутоа, еве сега најнов свеж пример што многу ме погоди. Во петокот пред една недела имаше премиера на мюзиклот за Тоше Проески. Така. Тајно моје. Така. Значи не велам дали е добар или лош, нека пресудат сите тие што го гледале и нека. Утредната главна вест на сајтовите, нели се тие први, беше синот на Цеца многу плачел на гробот на татко. Значи тоа беше цел ден Велко. Во рете информација, тага, емоција. Меѓутоа, Велко не е ни пејач, ни актер, ништо, едноставно е само син на Цеца Раžnjatović. Значи, немам ништо против и таа информација. Меѓутоа, никој не објави дека ова е првиот комплетен македонски производ. Дека македонска опера и балет успеа деца да излече од една аудиција, она што може би заостануваме пред 5 години, 10 го правиле други, али им даде. Никој не напиша дека, еве, ако веќе одиме кон трачеви, кон емотивни, Антонија Гиговска, таа е новата македонска звезда, таа ја понесе цела представа, пее фантастично, танцува, глуми се. Значи, тврдам дека е новата. Ако веќе со трачеви таквов им е концептот, па нека напише Антонија Гиговска имала трема, плачела, момчето ја гледало или има и се виде прерамката и падна фустанот, ете да речеме. Значи ние прво треба да си го почитуваме своето. Многу пати викаме македонски јазик, македонски идентитет, македонска култура, па песната, музиката, пишаниот збор еден од идентитетите на нашиот народ. Зошто да се срамам јас да ја емитувам македонска музика, тоа се однесува на сите медиуми. Зошто не направат нешто Извини, да можеме и да критикуваме и да фалиме? Колегите од
Србија си ја работат својата работа најдобро што знаат. Значи гледаат одредена работа како треба да изгледа ро модел за настапот како што е Цеца и како што е Аца Лукаси и тоа го штанцат и одлично го прават. Јас само би сакал да се ние да направиме нешто што значи моабетот со Цеца беше точно тоа. Наш ро модел на Цеца. Во рете, ама и Цеца можеме, тај има убави песни, одлична продукција, во рете, јас немам ништо, тај голем професионалец. Меѓутоа, пишувај и за своето. Мора ли информациите најнови да се поврзани со... Ние треба да направиме нешто што се вика и новинарство кое е жолта штампа. Србите убијат жолта штампа. Значи, и жолтата штампа брка работа, не само да направиме и за македонските звезди. Кога ќе направиме ние за некој, ќе речеме таа мајка на 3 деца, направила ова, Да, јас знам многу, например, личности што го носат името на господја Виолета. Да. Јас, например, и мојата генерација сме трчале по автограми по Калиопи, Владо Јаневски, Врчак и така натаму. Зошто денес идоли гледаат во Адел, Бионсе, Джейзи и така натаму, а не, например, во некој од нашите? Затоа што тоа им се дава, тоа го слушаат. Мислам дека гледаат и во нашите пејачи, тука малку не би се согласила. Мислам дека Даниел Кајмаковски, покрај тоа што не успеа да понуди поголем материјал, е звезда кај младите. Елена Ристеска, имаме ние звезди. Факт е дека немаме звезда кој Тоше Проески. Кој Тоше Проески се раѓа еднаш на 100 години. Една се раѓа и на 100 години. Меѓутоа, зошто Адел? Затоа што имате интернет, затоа што имате YouTube, затоа што имате информација дека по промовирањето на песната на Адел имате 5 милиони, 10 милиони за 5 минути, така да тоа е веќе нашите млади генерации, машинерија, имаат пристап кон целиот свет и секако да. Сериозна машинерија е таа. И секако се љубопитни, сака да видат што е. Ние во овие рамки тука што сме да успееме да составиме добра екипа, што викаат да составиме екипа од 12-терес, да имаме голман, да имаме и бекови, кога ќе зборувам голман, бекови напаѓачи, дали е тоа народна музика, дали е тоа новокомпонована музика, дали е рап, дали е R&B, дали е рок-н-рол. Значи да имаме манџа. Но факт е дека Џастин Бибер е многу поголема звезда кај нашите тинејџерки од било кој пејач на естрада. Значи техниката пак има врска, нели? Технологија, новата технологија, да. Како би можело да ги почитуваат нашите кога нема никој концерт од нашите интерпретатори? Нели така? А и дали може да ја наполнат Борис? Ама сакам друго да кажам. Освен со исклучок или на поединци. Немаме естрада, нели така? Значи секој треба да се зафати добро со спонзори за себе, да трча, затоа што нема кој да трча, нема никој. Имаат помладиве можеби менаџери, не знам. Али тука треба да има менаџер, куќа, што ќе се добро како Авалон, што е да рече. Јас повеќе би сакал да кажам, Министерство за култура треба да се бави со вакви историски концерти како на Виолета Томовска. Па може ли субвенции, например, од Министерство за култура во ваше време, да кажам, кога на почетоците од вашата кариера? Не, тоа ништо. Само единствено сега субвенционираат испотовите. Што сме биле ексклузивци во продукцијата РТБ, од тоа сме биле на 4 тромесечија платени од оној тиран што се продавал, нели и така натаму. Ама сме имале многу, значи, настапи. Се живеело тоа, така да кажам. Имале кеш. Ви имате на прекрасна песна Гори душата на Бато текстот и се. Каде? Сте слушнали ли во нашите медиуми? Не. Јас тврдам, кога таа песна и сите останати ваши би се емитувале, луѓето ќе се потсетат дека да, Виолета, ова е многу убава песна и тогаш многу поголема желба ќе имаат да дојдат и на ваш концерт. Каде ги слушате? Каде вашите песни се слушат ли некаде? Гори за тебе, душо најмила. Браво. Значи, околу нашите песни, сега од кога излезе ова од Бубамара и од кога излеговме од Нафталин, би рекол јас, сега навистина се вртат песните и дури јас сум изненаден, пошто порано, нели, си направил 50 песни, патуваш со радио пуштено
че сте десело чат пат сега, наистина. Ама криво е море често. Ама сега наистина меморија има. Значи, Само сакав уште да кажам, кај нас се случуваат доста манифестации, како што е Пивофест Прилеп, Пиволенд Скопје, па ова, па она и така натаму. Нашите интерпретатори што досега таму пееле, со оркестар во живо, оти сакале плейбек да пеат, гостиве што идат во живо, и нашите сака им дадат, може, за сите комплетно по 2000 евра, колку да поминат наред дека се наши. Можам да потврдам дека сите од надвор што доаѓаат интерпретатори со оркестри во живо, тие ќе си кажат цена колку што сакаат и они им даваат, нема проблем. Зошто, например, па не, тоа може да се направи прекрасна комбинација и со македонски интерпретатори, нека донесат и еден од надвор. Ама што мора да бидат од цело југословенско подрачје, или па да речеме овие концерти што се прават? Се прават. Говорите, ние не треба да бидеме гето и само нашите се, и да идат од страни се. Ама не, нека прават и се треба да нашите. се даде, да се повеќе да се вреднува нашето, отколку туѓото. Знаеш како, сите сме денес, утре не сме. Животот е краток, нели така? Јас исто ќе реплицирам на двете дами. Значи, меморија во 89-та година на 23 јуни во Штип продаде 3400 карти по 10 марки. 34.000 марки. Ниту Министерство за култура, Никој не помога. ниту овој, ниту оној. Бошко од Штип беше таму некаков уредник и рече дај ќе ви дам 90-10, дојде и вика, абе цел Штип ќе го дигнете на нозе, не знам што се дешава, сериозно е работа. Беа не му верував, да ти кажам право. Отидовме, луѓето си плаќаа карта без разлика што не може веќе да влезат. Значи мора да се случи некој нешто што ќе ги натера луѓето да размислуваат, не сетапот да биде друг. Ние имавме неколку шанси такви. Проблемот е што тие шанси после тоа многу брзо ги траѓаме. Гледаме сите да ги исплюкаме. Гледаме си да ги покопаме. Што побрзо може. Ние во екран, на пример, во вие постоиве сега што читам, јас нисум читал ништо. Значи до лани немав ни Фејсбук. Читам разноразни, и вие сте биле популарни, ви имало на насловни страни во екранот. Ја ќе им ги пуштам текстовите што ги пишувале во екран за нас. Господја Виолета, имавте ли менаџер вие воопшто во потекот на вашата? Па не, по многу години во Македонија се создаде естрада на уметниците. Тоа беше како здружение кое сега веќе со години не работи. Да, сега не работи, да речем, постои како наслов, ама не работи по мене. И тоа беше прекрасно што имаш некоја сигурност. Во која смисла? Подпишуваш договор за тој и тој настан. Ако не се одржи настан, 50% ансамблот добива за тоа. Мислам, ако не, нели? Е тоа. Мислам, и тоа добро се работеше со многу ансамбли. Јас работев со ансамблот на Кочо Петровски. Имавме многу работа во Македонија, но највеќе ни се исплатеше, се разбира, кога патувавме надвор од Македонија, на сите континенти. Јас лично сум среќна што во овие години оставив за себе доста материјал, кои што можат во секоја прилика да го пеат, мислам, нашите граѓани на веселба, на други моменти, да живеат песните. Благодарение на Јонче Христовски, Македонско девојче, запеј песна Македонко и уште многу други песни што ми оставил, ми подарил, што се вика. Исто така од Кочо Петровски, сите песни скоро ми се од него. Димитар Масовски, Љубов голема, заедно во дует со Наум Петровски. И уште една имаме друга прекрасна песна со Наум и така натаму. Значи, работев со луѓе кои го познаваа моето пеење, ми подарија доста песни. Браќата Барбаровски, еве една молитва пред 20 на години кога се создаде, ден денес живе и остава една прекрасна порака за нашите идни генерации да бидат посилни од нас. Ова све требаше да го каже некој новинар што го кажа. Да. Треба да има направено една историска читанка само за неа. Да не говорам за сите оние што си почина
Цариевски, Бадев. Да, како ви значи, поврат. ова се сите историски личности. Значи сум Значи, работила тие се со Бадев, кадар со Цариевски. врз кој е базирана Васка нашата Илиева. музика. однесов, да. Само извини, едноставно сум растела покрај доајените. И потоа со работка и со помладите, како Милан Завков, композитор кој многу исто ми напишал прекрасни песни. Ќе забореш некој после што правиме? Не можам, ќе заборавам сигурно. Ама многу, мислам, драги, Томислав Которчевич и пеев на песна Душа, последната на Охридски трубадури. Сега ќе се наути сопругот мој, од него сте пеели. Виде, кој ти реков немој си Ама да ги имаме кажеш. тоа прва соработка. Да, прекрасно, да. Што се однесува до менаџерите, прашањето беше дали Има ли потреба за музичкиот Има. пазар онаков има, каков што е, меѓутоа нели, многу е каков битно што е? кој е менаџерот. Дали доаѓате и соработувате со менаџер кој сака да биде попопуларен и да се Од појавува вас. во јавноста од пејачот, или навистина менаџер кој си ја сака и си ја знае работата, да. Потребно е да си има менаџер и драго ми е што поголем дел од нашите изведувачи имаат менаџери или така речено десна рака која Соработуваат. кои им помагаат во извршување на нивните Имаате стилисти ангажмани така. кои се Па грижат. сега о тоа. вака, многу е добро да си има стилист, Да, што се сигурно. однесува аспект мода. Во наше време многу е немаше. добро, меѓутоа јас не можам да сватам кога сама се облеков, сама се погрижив за стајлингот, понекога сметам дека толку летат младиве што едноставно почнат да зборуваат дека се и режисери на спот, значи не само стилисти и така, One man show, секој да. one man show не треба да си. Ако сакаш да го носиш епитетот профи, тогаш требаш и стилист, и ако си јавна личност, Комплетно. и комплетно, и режисер, и композитор, и така Да, натаму. сега, Да, меѓутоа еве Елена Ристевска, да не беше зависна од шминкерот, ќе имавме вечерва во дебата. Да. Меѓутоа мораше да оцна синоќа да откаже менаџерот токму поради тоа што шминкерот бил запатен. Да, Имавте ли вие во Не, извини само секунда да се добрзам на новемове. Ние на Евровизија тогаш кога бевме 2000 година однесовме комплетен тим македонски. Значи од Ношпал до Гардеробер до Да, екипа комплетна. до игла. Сега, значи ако е некој крив за промоција во почетокот на таков стајлинг, ама после стана па контрапродуктивно од Сонја. Во емисијата каде е пејачка, сега ова што вика сама, па јас слушам, мене ме нашминка тој, ме облече овој и ми направи ова до оној. Значи тоа што сте вие, Бјонсе, можете да мислите Бјонсе да каже, да зборувавме Бјонсе, да каже кој ја шминкал. И па сега пак доаѓаме до едној момент. Кој ја шминкал Бјонсе. Парите, доаѓаме до едној Да. момент парите. Значи, Значи, тој што ја супер. шминка без пари, таа сигурно не може да му одвои едно 500 евра Не, за шминка. супер, И супер, бара само- од тоа да ја само промовира. тоа Меѓутоа, станува- тоа глупаво Да, да звучи. Станува многу дегутантно. Ама да те подсетам Да. јас тебе. Во македонска Дегутантно телевизија Дегутантно. имаше фризер, имаше Секогаш. шминки. Имаме и ние многу професионални. Не, ама сакам да кажам. Значи, во македонска телевизија со години беа вработени и ние кога одевме за емисија да снимаме, ние одевме таму за фризура, одевме или на пример ако сум била на фризер ќе ме Казоки. поправи, да, и плюс шминка. Значи ние не се грижевме. Таму бевме шминкани во студиото. Мислам специјално во шминкер. Има две работи. А сега нема, од многу години надас. Две работи што ви сметат и што одвлекуваат многу внимание од битните теми. Например, вие новинарите, само се критикувам, Може многу слободно. долго време кажувате ова ни се нашите последни 5 минути, ние ќе треба да направиме уште малку од разговорот бидејќи нешто време истече. Потрошивте минут, секогаш трошите по минута да му објасните на соговорникот дека неговото време истече. И на крај тој уште треба да налепи дека фризура му правел овој му правел шминка, овој му правел, отидоа 10 минути во ништо. Од тој аспект ви говорам, не дека се тие неважни луѓе. Многу се важни како ние изгледаме, каков стајлинг имаме. многу е Тоа е Да ми беше колку вложуваат во себе, а каков е фидбекот од целиот Јас сакам да ви кажам у смисла бидејќи менаџери, јас стилисти, дигнав у тоа време цела толкава екипа. арма, буквално цела арма и ги промовирав баснословно ги промовирав тогаш. Ги носев со мене по телевизии, по дебати, овој ќе го прави ова да каже смислата на гардеробата, да. све направи, ама тоа после тоа го извулгаризира. Значи после тоа стана у секој пола емисија се троши за тоа како се заблагодарува некој на некој кој го облекол и кој го дотерал и
и како вашето време истече? Сега Тоа мора се да научи- Чуват многу, ја се извинувам, а нашите пејачки, да, кога ќе ги погледнете и мене тоа многу ме прави среќна, што можете да добиете убава насловна страна, внимаваат на линијата, внимаваат на стајлингот, ги следат тие трендови. трендови, така е? Да, еве и Верче, и Елена, и Дани, и Андријана, и сите, и Елена, и Петреска, Каролина, Каролина веќе, куќа да, веќе, од секогаш таа била Да. модна икона. Така да тоа е добар момент, ако не знам колку порано Виолета кажува дека само ставале карминче, немало сминка. Не, комплетна шминка. Мислам, работеа по 2 шминкерки во телевизија, тоа така беше. Али, навистина, мислам... Може и да ве почишаат у тоа време. Зоки беше таму. Така, ако сакаш, ти стрчува так, во македонска радио телевизија буквално и почишување може да се избања, да ти направат фризура, Само единствено жалам што помладава генерација не живее како ние што живеевме. Убаво се живеат и оние. Дружењето и така натаму, не тие на друг На свој начин, да. Али кога зборуваме за кариерата или нешто се некако капсулирани. Тие Да, нема другарство многу. Да, нема како ние во тоа време. Секој време носи нешто свое. Има коректна комуникација, но нема... Али сега некако ми се капсулирани. Јас мислам да има поштедно од помладата генерација, нашија гледаш, ти си мацо од постарата генерација, јас сум од средната генерација и помнат сите ние комуницираме меѓу себе. Еве, јас сум од средна. Да, ти си новинар, ти си наш критичар и тоа не те ставаме во оваа чорба. Али мора да кажеме дека хуманитарни концерти имаме колку да сакаш. Да, за беспари. Али, да. Ме радува што можеш да подадеш рака, да помогнеш на некој, мислам, далеко од тоа. За такви настани нема број, мислам, на сите страни. Али, навистина е жалосно, голем број на наши колеги не работаат поради тоа што интересот е насочен кон гостите што доаѓаат од соседството. Ајде, ќе биде и другаче. Јас нагледам во Кај нас се отвара площад, доаѓа српски интерпретатор. На 2 август во Охрид пее Цеца, да речеме, нели така? И така натаму. И сега да не направивам... Штуца. Како ја ги пречекува, значи народот ги сака. Па добро, ама не само народот. Па може и нас да не поканат, тој е празник национален. Што ќе испее Цеца за Македонија? Македонско... Знаме то македонско ќе го стави. Еве Лепа Брена беше во Борис Трајковски, што пее? Како што е таа чаша полна со вино, Битола мој роден крај, македонско девојче, исто, се не може она од мене подобро да испее македонско девојче. Ако ја испеам јас, како никому ништо ќе биде. А тие сака да не се отварат со тие македонски. Тоа е проблемот на менаџментот, што прашате, ама ја не сакав да бидам, пошто тука сум многу стар. Не морам оригинал да кажам. И обично гледам да бидам покоректен од тоа е проблемот на менаџментот и на менаџерите во Македонија. Дека не гледаат подалеку од кесето и од подалеку од личниот мал интерес. Личниот мал интерес на крај ќе направи да немате никаков интерес. Ја ви тврдам. Никогаш нема да може после 25 години вака да ја видите и се гордеат. Пошто тоа ќе плюкнете тука и ќе остане. Сакав да кажам во поглед исто еден податок што мене навистина ме фрапира во контекст на медиумите и македонската музика. Песната Роза моја на Иво Шибримовски и Туѓа си бескрајно на Евто Пупиновски станале популарни после 15 години од нивната прва изведба. Значи некој се сетил да ги пушта, па откако почнал да ги емитува на радио, публиката ги прифатила и тие станали хитови после 15 години. Тоа е тажно, нели? Значи, тоа ми беше идејата. Ако повеќе медиумите го насочиме вниманието кон нашето и со самото тоа ние правиме и селекција која наша песна ќе остане, која е добра, која е лоша, тогаш многу нешто ќе се променат на македонската музичка сцена. Ако продолжиме вака, мислам дека самите себе ќе си наштетиме многу. Може да се каже дека токму поради квантитетот од композитори, текстописци не, немаме квантитет. Ако ја анализирате 2016 година, 2015 година заврши убаво за баш
прекрасно за македонската музичка сцена, што би рекле пеачите. Тамара имаше концерт, Елена Ристевска промовираше албуми, се. Сега, 2016 година, кога требаше да пишувам текст, значи, сватив дека ова година е, 2016 била толку многу лоша, што не можела да биде ни полоша, што е тажно. Ништо не се случуваше. ДНК беа тука, Дарио издаде, значи, албумите да ги на една рака да ги изброиш. Скопски фестивал се откажа, не се одржа. Субвенциите колку толку ја зголемија македонската музика, меѓутоа пак имате тука од Министерство за култура вложува, државата вложува, медиумите несвесно или свесно бойкотираат, што не е возможно. Државата вложува во наша музика, ние немаме, а таа музика нема каде да се емитува. Значи, беше исклучително лоша. Она што мене ми е многу криво, постојат андерграунд бендови, кои за жал никаде немаат простор каде да се искажат. Со промовирањето на Супер Хикс на албумот оваа година, еве Монистрич има сега концерт. Да, има некоја надеж дека ова година, зборам, бидејќи факт ми е повеќе забавната музика, зборам дека нешто, значи ние немаме ниту премногу автори, ниту имаме квантитет, па затоа да страда квалитетот, не. Ние сега се наоѓаме во некоја незавидна ситуација, уште еднаш ќе повторам, во време кога државата вложува во македонската музика. Јас само Сонја ќе исправам на една работа, јас оваа година таксират свирија 3 македонски бенда и салата беше крцата, преполна. Значи свирија Санаториум, свирија Архангел. Па да, веќе кажав дека дава надеж ова година дека ќе се случи нешто. 2016 што 2016, добро, за и Љубојна исто имаше да таксират и направија неверојатен настап. Лајнап, сите што свираа македонски бендови беше као во најдобрите години, као во раните 90-ти години. Значи, затоа кажав, андерграунд сцена за жал е запоставена. Се осеќав топ. Значи, буквално ужива во концертот. Јас не одам на таксират и на такви фестивали кога нема македонски бендови. За част и завршува. Да, значи едноставно се осетив као да сум помлад 25 години, бидејќи сите тие бендови во тоа време почнаа да екзистираат и полнеа сали и сега одеднаш саем беше препол. Крцат. Не само што беше препол, него како се менјаа бендовите, така се менјуваше енергијата во самата сала и сите бендови си има своја публика која ги пратеше точно таа вечер. Викам, браво, има надеж. Да, еве сега зашто таа андерграунд музика ми е жал што не добива многу. Да, и изгледа дека импулсот е точно тамо, ова за меморија се случи. Значи мора да има некој што би рекле по српски изгледа на прав збор окидач. Овој месец на 17-ти Милан Завков има свој портрет, да речам. 40 години. Да, исто така на 22-ти Наум Петревски има концерт, значи од народната почна музика да се дават концерти, юбилеи и така. Па да видиме што ќе се случува во 2017-та. Се надевам дека на крајот од годината ќе имам материјал да пишувам многу повеќе. Да. Предлагам да погледнеме втор блок реклами, а веднаш потоа се враќаме со разговорот на тема македонската музика никогаш и денес. Колку од она што го имаме како музичка понуда денес, можеме да сметаме дека еве за 10, 15, 20 години ќе биде evergreen како за многу години македонци, туѓа си бескрено оган под звездите и така натаму. Па јас веќе спомнав на Белбелов, тука ви дополнила песната на Самарџиев "Врати ми го сонцето". Владко Лозановски "Сонце не ме грее сигурно". ДНК има 2-3 песни "Сладкар". Тоа не и јас типувам на нивно, не знам на вистина времето. Овие песни Каролина што ги отпеа веќе одамна во поп музиката немала. Има, може да се најде и од Калиопи, од постариве и од помладиве пејачи. Меѓутоа, јас ќе им порачам на сите тие, претходно ме прашавте колку се компатибилни за разговор. Контактибилни, колку се отворени за соработка? Доста се отворени за соработка, веројатно затоа што ние не се занимаваме со одзборување и се нашиот медиум третира и теми, и коментари, се има многу поинаков пристап и се надевам со сите тие нешта ние придонесуваме за развојот на македонската музика и даваме една посериозна нота. Одлична соработка имаме со нив. Она што така започнав, така и ќе завршам. На сите тие млади, одговорни си. На сите тие млади
кои сега доминираат со македонската сцена, би им го порачала она со кое многу го имаа во себе некогашните музичари. Значи да прават музика и да ја стават на сцената, прво музиката, а потоа тие. Не е битно, уште еднаш ќе повторам, дали ќе стане звезда или не. Ако си вистински музичар, најбитно таа песна да ја слушаат и да остане и за едни генерации. Кој е вашиот став во врска со ова прашање? Јас завршам, 3-1 беше денеска во емисија. Слушнавте Евергрини, да. Да, ми имаат предноста. Евергрини кои ќе се слушате јас, после 10, 15, 20 години. Кога сум растала, сум сакала да слушам убава музика. Изгледа што во тоа време ги слушав многу доените и на народната и забавната песна. Ми оставиле силен впечаток, нивните интерпретации и текстови и така натаму. И може би затоа кога започнав јас со музиката и забавна и народна, значи изгледа сум се грижала да го продолжам нивниот пат. А од друга страна мислам дека јас тоа немаше да го остварам ако покрај мене не беа нашите врвни композитори, текстописци до ден денес. Значи и од доените и од оваа помлада генерација сега, кои навистина мислам дека секоја песна што сум ја испеала, дали била патриотска, дали била со лирски мотиви, дали не знам како да кажам, има многу песни што мислам секоја од нив има свој печат дадено. И среќна сум што имав можност да пеам со Кирил Манчевски, повеќе заеднички плочи снимено, кои до ден денес оставија голема трага, имаат желба да ги слушаат луѓето. Потоа се создаде нов дует со Наум Петрески, со многу драги мои колеги. Има некој што ви е посебно при срце? Сите ми се драги. Може неблагодарно прашање? Па еви и последната песна што ја имам испеана на Охридски трубадир и носи наслов Душа. Посакувам еме младите нека слушаат на YouTube и така, им е најзгодно. Али мислам дека сепак во последниве години голема трага остави молитва. Па можам кратко да запеам, наместо да зборувам, нели? Супер. Дај ми Боже сила небесна, да се кренам, да се извишам, како звезда јас да огреам, химна да му запеам. Нека расте, Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не следние. Браво, браво. Јас да завршам, да завршам кратко од моето време или од нашето време. Значи ја не би издвајал многу, но неправдана група Пу. Јаков Дренковски Скитник. Браво. Мојот омилен. Јас зборував за сегашно време, ова е за минато. Потоа Зијан, Пушти коси. Мислам дека според мене тој е најубавата Значи, македонска. да ви кажам народ, многу ретко македонци зборуваат за македонци убава работа. Не може да не зборувате кога се тоа филиграни. Значи, треба да бидете лож во душата да ги криете убавините на Македонија. Архангел Тоа ми се кажував за малце по-рокеров хитови, да не говориме на Архангел, тоа е посебен свет. Поезија. Да, ете така. Значи, едноставно сме имале, и ќе имаме. Имаме и ќе имаме. Така сакам да ја завршим емисија. Да, и ќе имаме. Морам да признам дека бевте навистина прекрасно друштво. Се надевам ќе се согласат и гледачите, се надевам дека ужива во разговоров изминатиот час и половина. Ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте на фреквенцијата на телевизија Нова. Довидување.